Послание на апостол Павле до евреите, 3 глава. Затоа, браќа свети, учесници во небесното призвание, размислете за пратеникот и првосвештеникот на нашата вера Исус Христос, кој му беше верен на оној кој го поставил, како и Мојсей, во целиот негов дом. Зашто тој се удостои со слава, толку поголем од Мојсевата, колку што е поголема почита што ја има оној што го изградил домот од почита, што ја има домот. Зашто секој дом се гради од некого, а оној кој изградил се е Бог. И Мојсей му беше верен како слуга на целиот негов дом, за да го посведочи она што требаше да се соопшти. Христос како син е верен во Божиот дом. Негов дом пак сме ние, само ако слободата и надежта со која се фалиме ги запазиме до крај. Поради тоа, како што вели Светиот Дух, денес, ако го чуете гласот Негов, не жесточете ги срцата своји, како во огорченоста на денот на искушувањето во пустината, каде што татковците ваши ме искушуваа, ме испитуваа, иако ги гледаат делата мои преку 40 години. Затоа се разгневив на тој род и реков, секогаш се заблудуваа во срцата своји и не ги познаа патиштата мои. Па така се заколна во својот гнев, дека нема да влезат во мојот спокој. Браќа, гледајте, да не би во некого од вас да има зло и неверно срце, та да отстапи од живиот Бог. Туку храбрете се секој ден еден по друг додека се уште се вели денес, та никој од вас да не отрпне преку измамата на гревот, зашто ние станавме соработници на Христос. Само ако ја задржиме цврсто докај првобитната цврста подлога, додека се вели денес, кога ќе го чуете неговиот глас, да не отрпнат срцата ваши онака како кога се побунивте. А кои беа тие што чуја и пак се побунија? Зар не беа тоа сите оние кои со Мојсей излегоа од Египет? Против кого негодуваше тој 40 години? Нели против оние што погрешија и чии коски останаа во пустината? А на кој им се заколнал дека нема да влезат во неговиот спокој, ако не оние што беа непослушни. И така, гледаме дека тие не можеа да влезат поради неверието.